Дали знаеш дека пушачите имаат 2 пати поголеми шанси да доживеат срцев удар и дека секој втор пушач умира од болест поврзана со пушењето? Пушењето има негативен ефект врз сите овие органи и системи, а тоа се речиси сите органи во твоето тело. Сите знаеме дека пушењето е штетно, но дали знаеш зошто? Ова видео ќе ти даде одговор. Кога поминуваш покрај некој што пуши, дали се закашлуваш или те стега во градите? Мислиш дека од мирисот? Всушност, тоа е затоа што вдишуваш штетни материи. Никотинот е отров кој го стимулира телото да произведува адреналин. Адреналинот го зголемува пулсот и крвниот притисок, што го тера срцето напорно да работи. Никотинот предизвикува зависност и затоа на пушачите им е многу тешко да се откажат од пушењето. Катранот содржи повеќе од 1000 хемикалии. Создава леплив кафеав или жолт остаток, поради што многу пушачи имаат потемнети заби, но и бели дробови, иако истите не можеме да ги видиме. Некои од хемикалиите во катранот се канцерогени, што значи предизвикуваат рак. Па затоа, пушачите често страдаат од рак на белите дробови, устата и грлото. Последниот виновник за кој треба да знаеш е јаглерод моноксид. Тоа е гас без мирис и боја и е крајно отровен. Јаглерод моноксидот трајно се врзува со хемоглобинот во крвта и го спречува хемоглобинот да се врзува со кислород. Поради ова, крвта пренесува помалку кислород низ телото. Затоа, пушачите имаат отежнато дишење и полесно се заморуваат. Срцето мора да работи уште побрзо за да обезбеди доволно кислород во целото тело. Ајде да ги видиме болестите предизвикани од пушењето. Емфизема е кога малите структури во твоите бели дробови, наречени алвеоли, престануваат да работат. Ова е многу лошо, бидејќи размената на гасови се одвива преку алвеолите. Димот кој го вдишуваш предизвикува ослабување и смалување на ѕидовите на алвеолите, па размената на гасови е помалку ефикасна и не е воопшто изненадувачки што пушачите потешко дишат и се поподложни на кашлица и белодробни заболувања. Пушењето ги иритира клетките од белодробниот епителиум и ги тера да произведуваат повеќе слуз. Ова се последиците за белите дробови. Претходно видовме дека никотинот и јаглерод моноксидот го тераат срцето да работи многу понапорно, па да видиме сега што се случува со крвните садови. Пушењето го зголемува ризикот за појавување на болест наречена атеросклероза. Болеста е предизвикана од восочна супстанца, позната како плака, која се таложи во артериите, стеснувајќи ги истите и на тој начин ја отежнува циркулацијата на крвта. Ова го намалува протокот на крв до сите делови на телото. Во зависност од тоа која артерија е погодена, се појавува различна болест. Плаката во коронарните артерии може да создаде тромб, кој го блокира протокот на крвта до одредени делови на срцето, доведувајќи до нивно изумирање. Ова е најчестата причина за срцеви удари. За да научиш повеќе за болестите на срцето, погледни го ова видео. Видовме дека пушењето го зголемува ризикот од болести на срцето, белите дробови, бубрезите, срцев удар и рак. Пушењето може да ги направи твоите коски порозни, а со тоа и покршливи. Исто така, може многу да ја намали плодноста и кај мажите и кај жените. Пушењето е штетно за сите, но посебно е штетно да се пуши за време на бременост. Тоа може да доведе до спонтан абортус, предвремено породување и други последици. Сега ги знаеш штетните ефекти од пушењето за твоето тело и зошто не треба да пушиме. Но добрата вест е дека штом престанеш со пушењето, твоето здравје се подобрува и телото веднаш започнува да заздравува, така што никогаш не е доцна да се откажеш. Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.